Екипата на Тетекс со пораз започна на контролните надпревари, откако загуби со 4:1 од Беса од Добридол. За составот на Тетекс ова беше прв контролен надпревар, на кој шанса за настап добија и голем број на фудбалери кои се на пробен период во тетовскиот второлигаш. Додека за Беса ова беше втор подготвителен надпревар откако претходно одигра 1:1 против Ренова. Мурата Дили беше стрелец на 2 погодоци за екипата на Беса, додека поеднаш прецизна стрела Алмир Реджепи и Фитор Реджепи. Единствениот погодок за Тетекс беше дело на Ерион Нуредини. Прв надпревар, пријателски, надпревар кој што сакаме да пробаме неколку играчи кои што се дојдени на проба и да видиме дали го имаат квалитетот кој што е потребен да настапуваат за екипата на Тетекс. Околу играта во првото полувреме можам да кажам дека сме задоволен, имавме неколку шанси, напримивме гол од неколку грешки и за прв надпревар ние сме задоволни од тоа што го видовме. Имаме потенцијал, меѓутоа се уште рано да даваме било какви изјави. Нормално, ова е наша втора пријателска утакмица. Денеска одигравме против екипата на Тетекс. Мислам дека за нас беше многу важно да ги гледаме сите играчите на кој ниво се и сум презадоволен од покажаната игра. Нормално дека уште сме во почеток и треба во ист ритам да продолжиме и во другите утакмици. Екипата на Тетекс веќе во среда ќе го одигра следниот контролен дуел против прволигашот Скопје, додека фудбалерите и стручниот штаб на Беса од денес ќе бидат во Драч, Албанија, каде ќе ги продолжат подготовките за пролетниот дел од сезоната во втората македонска фудбалска лига Запад. Веќе во среда имаме надпревар со екипата на Скопје. Продолжуваме програмата, после играме пријателски надпревар, мислам дека ќе биде тоа со New Stars, играме со Кидго, имаме со Ренова и последната официјалната ќе видиме уште ги немаме договорено надпреварата, меѓутоа одиме чекор по чекор да поминеме оваа најдосадната, најтешката фаза за фудбалерите, тоа е трчањето, физичката подготвеност и уште не обрнуваме внимание на тоа, на резултатите. Има време до првенството, полека се спремаме и дај Боже си да бидеме спремни и се надам на добри резултати во вториот дел. За моментално нормално чекаме уште најмалце уште 1 до 2 засилувања и од понеделник од 24 јануари до 4 февруари сме во припреми во Албанија и мислам дека таму ќе имаме и други пријателски утакмици каде ќе покушаме да фаќаме добра форма, дека ни чека многу тешка лига пред нас, затоа треба да се припремаме на најдобро ниво. Екипата на Тетекс есенскиот дел од сезоната во втората македонска фудбалска лига Запад го заврши на 4-та позиција на табелата со 21 бод, додека Беса е на предпоследното 9-то место со 13 поени. Пролетниот дел во второлигашката конкуренција ќе започне на 19 февруари со надпреварите од 16-тото првенствено коло.